Добар ви ден, драги мои гледачи! Ве поздравувам од комплексот Етно село Тимчевски со желба да ви презентираме еден многу убав и вкусен рецепт на денот. Овој рецепт ќе ве потсети на детството, ќе ве потсети на вашите мајки, баби, едноставно во деновите кога се постите, понатаму за луѓето кои што не јадат месо, се вегетаријанци и така натаму, се на се еден здрав рецепт специјално само за вас. Исто така голем поздрав ви упатува и екипата на Вкусот на традицијата, само за вас. Кој е специјалиста за такви некои чорбички, кој што се вели меѓу народот, тоа е бе домаќинлук, од ништо да направиш нешто. Таков експерт ни е нашата Сакана Дракче, кој што си правиме по неколку емисии на барање на нашите гледачи, да ни гостуваш во Вкусот на традицијата. Знаеш дека секогаш, Дракче, ти се отворени вратите и во Етно село, и во Алфа телевизија во Вкусот на традицијата. Добро ни дојде, драга моја. Добро ве најдов овде во комплексот Етно село. Навистина сум срекна, а најсрекна сум затоа што секогаш сум жива во срцата на луѓето. А тоа мене многу ме радува и ме радува бидејќи кога ги спремаме јас и ти овие рецепти старински, многумина ги подсетуваме на детството, како што и самата кажа, но многумина сакаат и да ги овкусат, да ги пробаат и многу ме радува што потоа се прават, па ми праќаат фотографии на мојот Facebook профил и тоа мене ми прави големо задоволство. Верувај ми дека ме прави посрекна, па не знам од што било повеќе. Така е. Да. Ние си се договаравме дека ќе си направиме една чаенка, една средба со нашите гледачи. Кој е слободен, ќе го поканиме да ни дојде. Да ни се придружи. Да се собереме на убав чај и на некој убав десерт, некоја старинска гурабија, некоја бомбица од тие твоите и да другаруваме. Ајде, кажи го во мој стил, кажи го во мој стил. Јас и ти двете да си отидеме некаде. Арно, ама да си кажеме кај сме. Да се тагнеме кај сме, така? И кој е слободен да си дојде. Да си дојде. На собиранка, така. Тоа има да биде супер, нима да можеме да си изнамуабетиме. Така. Ајде сега, ко чекаат нашиот рецепт на денот, Дракче, што одлучи денеска за нашите гледачи да им презентираме? Многу интересно што јас ја велам сиромашка чорба, а ти ја велиш богата. Па ја овде гледам цела маса, се наполни толку многу состојки. Многу намирници. Ќе направиме една лесна кисела чорба од ориз и компири како основа, на кој што им се додава морковче, пиперка. Ајде да почнеме по пак со грамажите. Со грамажата. Леле, со тие грамажите. За оваа чорба, еве, например, да јадат 5-6 луѓе во семејството. Да. Ни треба големо тенџер. Едно така. големо како нашево тука, да. Како би ги кажала во грамови, кога тоа се само 3 компира. 3 компира, значи средна големина, 3 компира. 3 компири, еден мал филџан за кафе. Од оние малите филџанчиња мекамлиски. Така. Оришче. Земаме 3 пиперки, убаво е да бидат од туршија, може да бидат и овие пеглани пиперки 2, бидејќи се подебелки, рековме 2. Душо моја, ни се изеде цела туршија, уште празници не поминати, знаеш ли колку жива туршија имавме тука? Сега влегов во кујната, времето, сезоната. Не, душо моја, толку е убава, толку беше сладка, ама цела се изеде. Една година бевме направење заеднички туршија во Етно село. Така, да. Ти си со нас уште од почетокот на Вкусот на 2 морковчиња, убави, исто може да бидат и свежи, но може и од туршијата исто така. Кромиче за запрашка, црвен пипер, триена сол, како што љубиш ти да ја кажеш, биберче и зачини. Да. Сол малку по вкус, затоа што се додава. Мешан со зеленчук, малку сол, лукче, 2 чешниња лукче и магданос. Овие феферончињата јас ги ставам поради вкусот. Така, јајде сакаме малку лутко пикантно. Пикантно, затоа што секогаш и во секое време ги има и конзервирани и свежи и се разбира сувата пиперка која и дава... Една сува пиперка рече дека со кромидот во запршката ќе ја ставиш, не? Ја ставам на варење.
Прво му даваш мек на Браво. јадењето, Имаме и украс на тенџерето. Така, да не заборавиме. Имаме масло. Да. На крајот, значи да во потребните состојки имаме масло за јадење по потреба, значи да се покрие тенџерето со масло и вода по потреба. Ајде, сега земаме, почнуваме. Адријана, Да. еднаш готвевме, ми кажа дека ова тенџере е немирно, како Ова мене. рипа, кога ќе те види тебе, драгче рипа Како мене, тенџерето. не бе, се радува. Се радува. зашто ме познава. И знае дека јас ке готвам, еве го почна. Така. Добро е кога не стигне до камерманчето таму. Ја сипуваме како 1 литар вода. 1 литар вода. 1 литар вода. Добро. Јас сакам вака, додека Така. водата си крчка, да и додадам малку хромиче, Аха. измиениот ориз, Така. кој што е подготвен. Ете така. Тој мора да си оди вака. Компирите. Значи, вкусна, здрава чорба. Бидејќи овие компири се од поголемите, Аха. ќе ги ставам пола. Така. Да. Сега одиме со магданосчето. Ето, треба да си крчка вака. Аха. Додаваме и зачинот. Зачинот прилика една кафена лажичка. Па може, тоа е, Еве ти пак ќе малку. си кажам јас со моите прсти, толку му доаѓа. Нели, Значи, многу се и... ставаш прво да се вари. Да. Гледај каков различен Да. начин на приготвување. Јас, на пример, драгче ја Ги правам. подпржуваш. Јас Да. прво ставам масло, го пржам кромидот, Да. па пржам морковот, пиперката, компирот, малку феферонче, ставам вода, па после ставам на крајот, значи пиперката ова. Сега јас чекам ова додека си вака Така. подготвува се што ставивме од зеленчукот. Значи ставивме кромит, ставивме ориз, ставивме компири, ставивме магданос, ставивме моркови, Добро, зачини така. и лукчето сега што е исецкано. Така, а пиперката исто сега ќе ја Добро. ставиме. Значи сега да се развари убаво. Така да се развари. Да се развари. Се радува тенџерето на украсот. Сега додека тоа се вари, јас ќе те замолам тебе малку да ми ја појачаш. Добро, не таа е пуштена на најсилно. Така, на Значи, ќе најсилно, треба не ти да го причекаме. познавам тебе тенџерето. Додека се вари зеленчукот, му треба некаде околу 20 на минути, така за да биде готов. Па за да биде готово, А можеш на даската да си можам ставиш. вака полесно ми Полесно ти беше, е? заради тоа што Добро. треба целата даска да ја кревам, а вака тањерот. Добро. Се практична жена. Практична, да. Практична баба, јас така си викам, практична баба. Значи и овие се многу убави пипетки. Убави исто се ги- гледаат, ги сами ставаат. се јадат. Леле, ти не знаеш и овие колку се убави. Адријанче, во нашиот регион, кај што живеам јас, Така. кај што пораснав, оваа чорба, кисела чорба, Аха. ја прават во пролет со првите џанки сливи, оние селски сливи, Да, како ги зелените нарекува, џанки, да, Е точно така, така, џанки. малку ќе се измијат, обарат со топла водичка и се ставаат во самата манџа. Значи, обично за великденскиот пост тоа се прави таква А за кисела. божикниот пост со жива туршија. Ете така, Да, значи да. потребна Да. е на оваа чорба киселост. Киселост. Киселост Затоа ја и се добива. и Така. се јаде како вид на супа со додаток на оцет кој сака лимонче, повеќе бибер, ете лукчето затоа го ставаме. Значи може да се јаде и со леп и без леп. Значи кој како милува. Да, кога би бил мојот сопруг тука, ќе каже се јаде со леп и без леп и со месо. Бидејќи тој е месар, Да си го сака. поздравиме и Орце Стефковски, твојот сопруг. Да. Тој е љубител на мевце, на мрсничко, така на мевце. Ќе каже жено, да, се е окей, но убаво е да има и мевце. И секогаш на страната така. си стои и мевце. Кој зашто му е, нели? Така си е. Како убаво ти кажувам Малешевски. На кој зашто му е. Ако де мојот крај да си ги А поздравиме. феферонките ги ставаш Ги- исто сега? Сега ќе ги ставиме Ова не ја се. ставаш, Ова многу ти е. многу ми дојде, бидејќи Па се таман, големи. да ти кажам, таман. Да.
Многу е вкусна, нели? Фиферонките, рековме, ги ставаме доколку си го знаеме семејството, знаеме кој ќе биде присутен, знаеме кој ќе јаде и дали сакали лутко. А бидејќи јас и ти јадеме љуто, Нема нешто што не јадеме. мора да си ставиме. А за љутко сме многу мераклики. Затоа ќе си ставиме и лутко. Ете така. Па не ја ситна многу, затоа што ова е Да, кисела да, и брзо се разварува и така да ќе биде со една феферонка. Одлично. Сега ќе Едно почекаме. лажице само да ми Така. подадеш. Ќе почекаме како? 15 до 20 Веќе минути. почна, може камерманот дури да ја сними како веќе почна. 15 до 20 минути да се свари компирот и оризо да набабри. Да. А што ќе се случува понатаму? Останете со вкусот на традицијата. Доколку сакат, веќе мириса луткото, доколку сакаат да биде по-густа, не мора да додаваат вода. А доколку не, може да си додадат вода. Ние ќе Е, така. причекаме сега. Така. Ајде сега да видиме што се е потребно да се направи запршката за ова селска кисела сиромашна чорба. Има големо име. Големо име, 100.000 состојки. Бидејќи рековме дека компирот ти дава густина, самите намирници што ги ставивме сите, ова запрашка ќе биде лесна запрашка. Добро, еве ти го маслото. Не многу. Потргни го тоа. Стави го десно таму. Десно. Ете така. Еве ти масленце, може јас Уште да ставам? 10 емисии кога ќе ги снимам. Абе, Ако ние сакаме како гости. да ти кажам, сакаме ова твоево, гости. не, шпоретот ќе ме запознае исто како и тебе. Кромидот. Кромидот, Еве сакам ти. да биде Цел кромит стави го, неки има многу е, повеќе. многу Не, е. неки има драгча. Ајде, цел ден, кромит. цел ден ми вели само дотурај плюс. Нема има сиромашко, поише нека кромитче. има повеќе. Да. Па Кога сега немаме месо, неки има кромит во чорбата, за се пршката, шегувам. јас секогаш сакам да биде Јас многу ги сакам кромидот овие чорби. малку да биде поупражен, како и Така. нормално, нели, за секоја А запрашка. да те прашам, што правиш со везената пиперка внатре? Дали си останува така? Така останува, Така. доколку некој сака да земе, нема да му забраниме, за да ја истрла во тањирот, Добро. но вака е заради украс Сега. на тенџерето, како кажав Да, јас. во кромидот Така. што додаваш друго? Само кромит, сега и подосна малку брашно. Само црвен малку. пипер. И толку, да. Да. Добро, макдонос не треба. Не, бидејќи ставивме, Добро. да. Така. Така. И ништо друго од зачините. Ништо друго. Сето друго се додава, значи секој кој сака по вкус, рековме, може да ја јаде со оцет, со малку повеќе бибер, некој повеќе сака може со лепче, некој сака Така. со пиперки. Од твоето искуство, еве, кога си била дете, мајка ти кога е правела оваа чорба, најчесто што принесувала друго како додатно, нели, на трпезата кога се постело, кога се правеле овие чорби? Подпечено лепче. Подпечено лепче. Многу е интересно. Сега ги прават фурнаринките, интересни им се на луѓето, така. на мајките бидејќи оделе на тутун. Но може секако и предпоставувам и некоја кисела салата. Кисела салата. Па ова сега што ја спремивме за Така. ова рецепта е етно село кисела зелка, не со малку црвен пипер. Така, значи со кисела зелка. Да, со кисела зелка. Да. Бидејќи кисела и чорбата, така Така. се вика кисела чорба. Еве, повели брашно. Искрено да ти кажам, многу убаво што го ставивме целиот кромит. Нели? Вака ја осеќам за пршката. Јас, знаеш, кога правам јадења, многу кромит ставам. Јас во јадењата. реков дека со манџика и малку помалку употребувам, ама и дава вкус. Јас можам во тањирчето и да го одбегнам. Така, но посебно за постните манџи, како велат во алфа и омега во нашата кујна е кромидот. Кромидот, лук, прасче. везената пиперка, прасот, компирот. Јас ова манџа сакав да ти ја
презентирам и како тавче. Со А, може везени, и како како беше тавче. тавче со 3 пиперки одозгора, вака да се потпече, леле, леле. Така, значи може да украсни. може да биде и чорба, Сега а може да биде како што и е вака тавче. сварена, Така. запржена, да Да. се пикне во Да. тавче и да се испече. Так. Значи да се Значи и ова потпече. манџа ќе добие посебен вкус затоа што ќе добие лесна запршка. Така. Мирисот на прженото брашно и посебно на крајот кога ќе му се стави црвен пипер. Црвен така? пипер. Како Да. како вела тако не цврчне, не е готова Е, запршката. така, да, чврчне. Сега треба да чврчне. Да. Многу интересни се тие изрази што ги употребуваме во македонскиот говорен јазик, а разбирливи. Иако не се македонски. Да. Не се македонски. Уште малку само. Сега можам заеднички да си Може малку брашменце. сосем малку. Да, доста. Сосем малку заради тоа што не Така. сме да биде тесто. Не сме да биде тесто. Значи да се подпржи Да. брашното, го ставаме црвениот Црвениот пипер, пипер. да чврчне во тенџерето Тенџерчето. и го оставаме уште едно така 5 до 10 минути на тивко. На тивко да си На се тивко. извари, како Да. што велиме, со запршката да се Е, добие. за тоа време и киселата зелка ќе ја насечкаме, ќе ја сервираме во Тањери, чинија да. и ќе си седнеме на трпезата. Знаеш ли дека не чини кромидот во ништо не сме да изгори. Така. Скроз го менува вкусот на јадењето. Значи воопшто се што било убаво со една запршка може да се уништи. Да. Значи ова чорба Драгче ја прави баш по-старски, затоа што По-старски. става она класична запршка. Запршка. Готово е. Добро. Сега ќе ни го Црвено пиперче. Е, така. И веднаш во тенџерето. Да, Во тоа игрорното игрорното тенџере. тенџере. Јас сега ќе велам тенџерето што ми се радува. Да, така. Ајде. Сега јас ќе ти помогнам, ќе го принесам За да овде не тенџерето. направиме, ма тебе да не те изгора. Не, Да. добро е. Добро. Ајде. Ајде. Таман. Ајде. О, ете го, тоа е тоа. Тоа е тоа. Останете со нас, драги гледачи, се гледаме на трпезата кога ќе ја пробаме ова старинска бабина чорба. Бабина чорба. Ете, драги мои, веќе сварена, искрчкана, прекрасна, ова, како беше, селска сиромашна. Кисела чорба. Кисела чорба, оно да ви кажам права гозба. Богата. Ова ви е права гозба, На богата. првата гостина. Слушај, затоа што ти ја правеше Драгче, леле, гледај, сите бои во Сите неа. бои и Па навистина какво убаво. месо, кажи му на маштиорце да не бара многу месо. Ова е убавина. Некаде мора да гледај. има. Не, ова е привилегија да јадеш ваква чорба, привилегија. Значи можете со макалце, со пиперчиња, па си макни си. Гледај какви лепинки се прават смеат, тука. се смеат. Ајде, како да не јаде човек? Да пробаме вака? Е, вака со мацкање. Оф. Со мацкање, да. Леле. Леле, вкусот. Леле. Ем, Абе стварно е ништо, верувај Да. ми, Драгче, не ми оди, ни салата дури не ми оди, Ова- толку што ми убава манџата. Манџата преубава, вкусот преубав. Леле. И една жичка, така лутко има. Па ставивме феферонче. Оу, нели? колку е И добра. пиперката плюс. И оваа манџичка, значи од шпоретот на трпезата. Убава, лесна, За мерак. за мерак. Да си ни здрава и жива и да споделиш со нашите гледачи уште многу вакви рецепти. Драгче, знаеш што е Секојаш успес? на твој повид. Од срце ти благодарам. Јас ја пренесувам и желбата на гледачите. Така. А Драгче, дали знаеш дека во животот не треба да бидеш
зависна и сконтролирана од 3 работи. Пари, луѓе и минато. И точно е така. На На здравје! На здравје.